минута. Имаше дел од надпреварот во кој што екипата на Ренова беше рамноправен, па и подобар противник, особено во оние први 20 на 25 минути од второто полувреме, кога Кадриу, Гафури и Адеми не искористија зрели шанси за израмнување, за казната да ги стигне во завршницата, кога поведен промашен Зицер, но влезениот Крстовски, слично како и на предходниот меч против Работнички во Скопје, така и денеска, да стави точка на овој триумф за 2:0 со гол во 87-та минута. Со овој надпревар почна петтото коло од македонскиот фудбалски шампионат. Преостанатите 4 меча ќе бидат одиграни утре, со тоа што од 15 часот камерите на македонската телевизија ќе бидат во Тетово на средбата меѓу разочарувањето на досегашниот дел на сезоната екипата на Шкендија, актуелниот првак кој што се уште нема полн погодок, има само еден освоен bod, и поранешниот првак Работнички, кој што исто така кубури со резултати и со поволни остварувања на почетокот од новата сезона. Значи, покана до вас, љубители на фудбалот, да бидете и утре со македонската телевизија, со преносот на преварот меѓу Шкендија и Работнички, а во меѓувреме бидете со македонската телевизија и во преостанатите спортски содржини. Супер богата е програмата, многу одбојка, француски фудбал, ракомет Лига на шампионите од утре, за сите спортски зладокусци по нешто во секој момент, речиси, од деновите од овој викенд. Поздрав од стадионот Младост во Струмица.